Слушате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Обвинителството за гонење на организиран криминал ја запре постапката за 7 полициски службеници осомничени во случајот Пулс. За 23 поднесе обвинение, дел се товарат за тешки дела против општата сигурност, дел за злоупотреба на службената положба. Синдикатот со повик до владата во понеделник во 9 часот да дојде во ССМ, да се подпише колективниот договор со кој ги зголемува платите на сите вработени за 40% како што пишува во соопштението. Без договор за покачување на платите, работниците ќе ги реализираат најавените блокади. Министрите од регионот во вторник во Брисел ги стартуваат разговорите за конечно решение на проблемот за транспортерите. Протестен марш утре во Скопје за чист воздух. Путин го прифати барањето на Трамп. Нападите врз Украина запираат до 1 февруари. А во тема на денот вечерва за процесот на преговори кои треба да обезбедат финално решение за проблемот на транспортерите, разговарам со вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Останете со нас. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција на брифинг со новинарите денеска објави дека по повеќе месечна постапка поднесени се обвиненија за 23 полициски службеници во случајот Пулс. Станува збор за 3 одвоени обвиненија. Најголем дел, односно 13, одговараат за тешки дела против општата сигурност, а останатите за злоупотреба на службената положба и неизвршување на должности. За седумина се запира постапката, но можно е да постои одговорност која ќе треба да ја истражува обвинителството во Кочани. Против 23 полициски службеници од Кочани, Штип и Пробиштип е поднесено обвинение за трагедијата во дискотеката Пулс. За седумина прекината е постапката, но тие можност да ги гони има кочанското обвинителство. Полицајците се обвинети во 3 различни обвиненија. Најмногу или 13 мина се за ноќта кога се случил пожарот. 4 се началници од Штипската и Кочанската полиција, додека 9 мина се полициски службеници од Кочани и Пробиштип. Тие се гонат за тешки дела против општата сигурност. Според обвинението спровелат план за акцијска контрола без да проверат дали тој ги опфатил сите проверки кои се во надлежност на МВР. На 16.3.2025 година дел од обвинетите, постапувајќи по наведениот план за акцијска контрола во кабаре Пулс, не презеле соодветни мерки за заштита на присутните лица, ниту мерки за спречување на активирање на пиротехничка опрема на сцената, иако употребата на пиротехника не била пријавена во полициската станица Кочани. 9 мина полициски службеници обвинителството ги гони за злоупотреба на службената положба во 2022 и 2023 година, без да проверат дали дискотеката има доволен број на паркинг места и дали нејзината работа ќе го нарушува јавниот ред и мир, дали позитивна согласност за Пулс да добие лиценца за работа. Со тоа, според обвинителството, на собственикот му овозможиле нелегална заработка од над половина милион денари. Во друго обвинение пак 3 полицајци се гонат за неизвршување на своите должности. Во контрола на дискотеката утврдиле дека внатре има малолетници, но во записникот го внеле името на претходната фирма под која работела дискотеката. На брифинг со новинарите, обвинителката која гони кривични дела сторени од полициски службеници Ивана Трајчева, појасни дека за 7 полицајци ја сопрела истрагата за тешки дела против општата сигурност, а евентуална одговорност за други дела треба да утврдува обвинителството во Кочани. Утврдено е дека новие полициски службеници им се ставаат на товар дејствие што ги презеле во временскиот период од 2012 до 2022 година. Имајќи предвид дека надлежноста на специјализираното одделение е воспоставено од 2018, предмет на кривично-правната оценка во оваа постапка беа само дејствијата преземени од 2019 до 2022, додека за останатите предметот е испратен на надлежно постапување во ОЈО Кочани. За сите 3 обвиненија поднесени против 23 полицајци, надлежност да им суди има Скопскиот кривичен суд. Во доказите кои обвинителството ќе ги понуди се и видео снимки од дискотеката на која се гледаат полицајците кои ноќта на 16 март не презеле ништо да го спречат активирањето на пиротехниката, иако претходно таа требало да биде пријавена во полицијата. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
Откако судиите избраа член на судскиот совет, останува уште едно испразнато место во советот за ова невисоко тело да биде во комплетен состав. Правните експерти очекуваат промените да помогнат во враќање на довербата, но според председателот Камбовски тоа не може да се случи преку ноќ. Судијата Садула Изаири од Татовскиот суд е новиот член на судскиот совет. Доби најголема поддршка од колегите судии, односно за него гласаа 179 судии од вкупно 390. Со неговиот избор се пополни местото во судскиот совет од редот на судиите припадници на етничките заедници кои се над 20% во државата. За да се комплетира судски, недостига уште еден член кој треба да го избере собранието. Председателот на судскиот совет Александар Камбовски вели речиси 70% се нови членови, а процесот да се врати довербата во ова тело не е едноставен и не може да се случи преку ноќ. Од новиот состав очекува да биде отчетен и транспарентен. Потребно е време, па најпрво со отвореност на судскиот совет, со транспарентност, отвореност према судиите, отвореност према јавноста, транспарентност на постапките, ажурно навремено постапување. Тие се дел од начините кои што би можеле да ги преведеме, кои што би оделе во насока на зголемување на довербата. Новиот тим членови треба да донесе свежина во судскиот совет, да се спроведуваат повеќе реформи, да се врати довербата во судскиот совет и да се покаже интегритетот на членовите при носење одлуки, но и да почне да се применува новиот закон за судски совет, сметаат аналитичарите на правосудниот систем. И се очекува поголема транспарентност и образложение на одлуките, особено при изборот и напредувањето на судиите, да има конкретни и јасни образложенија кои нема да бидат аргументирани со генерички реченици стереотипни како што беше досега, и праксата на советот да биде унапредена во нејзината работа. Значи да има поголема транспарентност, дискусии кои што ќе бидат добро аргументирани и одлуки кои што ќе бидат согласно законот. На изборот на судијата Изаири му претходеше изборот на адвокатката Сузана Јушевска-Настасовска и професорката Арлинда Кадри-Шахиновиќ за членови на советот кои беа по предлог на председателката Силјановска-Давкова. Како едно од клучните тела во судскиот систем, судскиот совет е задолжен за изборот и разрешувањето на судиите и председателите на судовите, како и за следење и оценување на нивната работа. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Синдикатот со повик до владата Во понеделник, во 9 часот, да дојде во ССМ, да се потпише колективниот договор со кој ги зголемува платите на сите вработени за 40% како што пишува во соопштението. Без договор за покачување на платите, работниците ќе ги реализираат најавените блокади. Министрите од регионот во вторник во Брисел ги стартуваат разговорите за конечно решение на проблемот за транспортерите. Сојузот на синдикати ја повика владата во понеделник да го потпишат колективниот договор кој го нуди во јавност и да договорат зголемување на минималната плата веднаш. Ако не се реализираат барањата, тие најавуваат реализација на најавите за блокади и генерален штрајк, а почнуваат со собранието. Пратениците на СДСМ пак веќе го поднесоа предлог законот за минимална плата од 600 евра. Даниел Василев ги има деталите. Предлог законот за минимална плата од 600 евра пристигна во собранието. Во образложението се наведува дека во текот на минатата година е евидентиран континуиран пораст на инфлацијата, при што индексот на трошоците на живот бележи значително зголемување, особено кај прехранбените производи, енергенсите, комуналните и здравствените трошоци. Поскапувањата кај храната и основните животни намирници, како и растот на цените на електричната енергија, грејењето и услугите, реално ја намалуваат куповната моќ на работниците, особено на оние кои примаат минимална плата. Ова особено се одразува врз најранливите категории на работници, кај кои минималната плата представува единствен или доминантен извор на приходи. Велат од ССМ, појаснувајќи дека финансиските импликации од законското решение би биле околу 121 милион евра. Предходно, Сојузот на синдикати најави дека од идната недела почнуваат со блокади, а први кои ќе останат блокирани ќе бидат пратениците во собранието. Го повикаа премиерот Христијан Мицкоски в понеделник да го потпише општиот колективен договор во Домот на работникот. Председателот на ССМ вели дека голем број работници, особено вработените во пошта и во тутунски комбинат Прилеп, имале закани и притисоци од надредените, кои од нив барале да се отчленат од ССМ и да се приклучат на Конфедерацијата на слободни синдикати. Веројатноста е наредната недела да дојдат со автобуси пешки како што доаѓаат најголем дел од работниците, како што доаѓаат работниците без права на патни трошоци како пратениците.
И ќе ги чекаме да ги поздравиме за да им кажеме дека треба да гласаат, да ги подсетиме дека таму се заради нас и дека ние сме ги бирале. Премиерот Мицкоски тврди, ССМ одбил зголемување на платите во јавната администрација за 40% до 2028 година. Вели дека доколку ССМ го прифати владиниот предлог, ќе останат само нешто помалку од 8.000 работници за кои ќе треба да се бара решение. По колективниот општ договор, делот кај што стојат платите, да го избришеме и во овој период од 3 години да го репреговараме. Доволен период имаме од 3 години да постигнеме договор. А во меѓувреме имаме колективен договор, имаме 95% од вработените кои што се дел од одговорностите на владата која што е работодавач и со тоа владата со своите вработени си ги регулирала односите до 2028. И со тоа ние сме завршили. Значи остануваат сега уште овие 7.000 и околу 787, ако не се лажам, вкупно на број вработени од вкупната државна администрација. ССМ пред 2 дена излезе на протестен марш и побара минимална плата од 600 евра и линеарно покачување на сите плати за 100 евра. Ова барање не е ново. Туку синдикатот одамна бара зголемување на минималната плата. Владата се иззема од трипартитниот диалог и бара работниците и работодавачите сами да се договорат. Даниел Василев, Сител телевизија. Во вторник министрите од земјите од Западен Балкан со представници на Европската комисија го стартуваат процесот за конечно решение на проблемот на транспортерите. Од Брисел велат дека нема временска рамка за решението. Откако синоќа од блокадите се повлекува македонските и транспортерите од Црнагора, денеска се повлечени блокадите во Србија и Босна и Херцеговина. Европската комисија и министрите од 6 земји од Западен Балкан во вторник ќе бараат решение за проблемот на камионџиите. Ден по усвојувањето на новата визна стратегија, портпаролот на комисијата уверува дека се целосно посветени на оваа тема. We are aware of the concerns raised by the transport operators in the Western Balkans. We are following the situation closely and we are in contact with our partners in the region. Notably, on Wednesday this week, a meeting took place between the Commission and the ambassadors of the 6 Western Balkan countries to the EU. And a follow-up meeting is scheduled with ministers from these concerned countries next week. Сепак, Ламерт не кажа кога точно може да се очекуваат новите правила. За разлика од него, премиерот Мицкоски очекува завршница на овој проблем во февруари. Важно е дека има неколку можни решенија и очекувам да се катализира решение со кое што ќе се надмине овој проблем, но тука не застануваат проблемите, следно е квотите за челикот. Така да проблеми има континуирано, проблемите се тука и ќе се решаваат. Што се однесува до транспортерите, мора да се надмине овој проблем за транспортерите и мислам дека од прилика се надзира решението и очекувам тоа во рамките на следниот месец, односно на месец февруари веќе да биде завршена работа. Вчера усвоената визна стратегија на Европската комисија за прв пат ги препознава возачите на камиони како посебна категорија. Иако не нуди олеснување веднаш, документот остава простор за промени на правилото за престој од 90 дена во Шенген зоната. Мартин Арсов, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најави вечерва, разговарам со Александар Николовски, вице-премиер и министер за транспорт. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Министре, вчера објавивте информации на социјалните мрежи, велите нашите ставови се прифатени, возачите се прифатени како професионалци. Споделивте и дел од документот, објаснувањата, но таму нема детали, освен што вела дека комисијата ќе работи со земјите членки за идентификување на прагматично решение за овој проблем. Што се случи? Дали ова само начин да се повлечат транспортерите од граница или? Јас сум многу задоволен што Европската унија практично ја убрза целата процедура. Тие планира да го носат овој документ многу подоцна. И извршната подпредседателка на комисијата вчера закажа вонредна пресконференција на која што го промовираше документов. Под притисок од транспортерите? Тоа сакав да кажам, неколку часа претходно документот беше споделен со мене. Не е некоја тајна дека јас одржувам и добри меѓународни контакти и одредени пријатели го споделија документот. Документот е навистина
квалитетен, се работи за документ од 19 страници, кој што целосно ги опфаќа новите правила на Шенген зоната. И таму има еден клучен збор баш во овој дел кој што го издвоив на мојата објава, каде што возачите на камиони, односно транспортерите, се прифаќаат како професионалци, со останатите категории кои што се наведени тука, како спортисти, како уметници и така натака, што е прв пат да Европската унија на тој начин го реши проблемов. И во суштина тоа беше и еден од начините да се излезе од проблемот, затоа што транспортерите, кога ги почнаја протестите, бараја да се почне диалог со кој што ќе се реши проблемот. Се понудија 3 решенија и ова е едно од 3 решенија. Она што исто така ми е драго е дека во вторник ќе имаме состанок кој што првично не се закажуваше скоро година дена, па потоа се закажа за 6 февруари, тоа е петок, и вчера се помести за вторник, што мислам символички дека многу значи, и сакам да им честитам на сите оние храбри луѓе кои што излегоа на протестите овие денови, кои што покажаа дека проблемот е навистина сериозен, да честитам на одлучноста, на храброста. Јас имав честа и да ги посетам, да ги поддржам, излегов заедно со нив и мислам дека покажаа дека навистина е голем проблемот и дека мора сериозно да му се пристапи. Тоа што беа единствени и истрајни, никој не успеа да ги скрши, даде резултат. Нема да коментирам одредени други држави од регионов, чии што премиери и министри работеа да ги скршат протестите, што мислам дека е најпогрешната работа што може да се направи. Ние дадовме поддршка, јас дадов поддршка, премиерот даде поддршка, владата даде поддршка и мислам дека е тоа начинот на кој што може да се реши овој проблем. Тие прагматични решенија ги очекувам во вторник. Со какви позиции ќе настапите вие во вторник? Какви ќе бидат барања? Во целосна координација со превозниците. Денеска имав средба со претседателката и подпредседателката на најголемото здружение на превозници, на Макамтранс. Се договоривме во вторник по завршувањето на состанокот со Брисел, да повторно се сретнеме и да заеднички ги разгледаме предлозите кои што ќе дојдат од таму. И мојот одговор ќе го работам заедно со нив, односно во координација со нив, затоа што сакам да понудам најдобри можни решенија кои што ќе одговараат на нашите транспортери. Тие се едни од основните двигатели на македонската економија. Цели градови во Македонија живеат од транспортот. Да не зборувам за Гевгелија, да не зборувам за Радовиш, Богданци како помало место, Кавадарци и така натака. Значи, цели градови живеат од овој сектор и мора да даваме целосна поддршка на овој сектор. Сега тука е и Скопје и останатите центри. Сега денеска од Европската комисија рекоа дека нема временска рамка во која ќе течат тие разговори за изнаоѓање на финално решение. Какви се вашите очекувања? Колку долго би траело? Јас сум оптимист, имајте предвид дека навреме се фати работата. Новиот систем на евиденција стартува на 10 април и по постојниот систем имаат 90 дена во рамки на 180. Ако тие 90 дена ги помножите некаде по 1,5, затоа што почнате процесот од 10 април, мора секаде да се применува. Па не, тоа се обидувам да кажам, еве да направиме математиката. Ние не мора до 10 април да имаме решение, затоа што имаат простор од 90 дена да го користат транспортерите по 10 април, а имајте предвид дека законски мора и да имаат денови за одмор, тие 90 дена некаде стануваат отприлика 115-120 дена, што значи дека до летото треба да го најдеме решението како нормално би можел да функционира транспортот после тоа, и затоа е оптимално што протестите се случија сега, за да се даде еден простор, затоа што ние дури во вторник да имаме договор, дел од тие работи кои што ќе ги договориме треба поминат и во државите членки на Европската унија, односно на Шенген зоната, и во рамки на Европската комисија, така што ќе треба време да се ова заврши, но сум оптимист дека со договорот што се постигна вчера брзо ќе оди работата. Им го кажавте ли ова денеска на представниците од Макамтранс да не очекуваат брзо решение? Денеска имаше некоја информација од премиерот дека во февруари ќе има решение. Значи, јас, еве, да бидам прецизен, јас очекувам уште од февруари до јуни е разлика. Да не ги вадиме работите од контекст. Јас очекувам да имаме уште во вторник решение. Вторник мислам дека е февруари веќе, да. Но после тоа, за да се имплементира тоа решение, потребно е да биде изгласано во земјите членки и во Европската комисија.
примената да стартува. Точно. И нормално е дека тоа ќе фати одреден временски период. Но тој временски период е доволен ради ова што го објаснував претходно. Превозниците се за ова целосно свесни и затоа, ако видите внимателно што беше нивното барање пред да ги почнат протестите, не беше во раку од овие 7 дена колку што првично беше предвидено да траат протестите да се реши проблемот, туку да започне диалог со Европската комисија. Многу прецизно беше тоа дефинирано и тој диалог започна на 4-тиот ден од протестите, значи не се чекаше ни да завршат протестите и мислам дека е тоа одлично постигнување и уште еднаш да честитам на сите кои што истраја на блокадите на граничните премини. Ве разбирам, ве подпрашувам за да не се најдеме во ситуација во април повторно да не се случи блокада на граничните премини. Не, затоа што ова што го имаме сега е тоа што го бараат превозниците и тоа е тоа што се очекуваше да се случи и затоа и вчера напишав дека добивме одлични вести, а веќе во официјален документ на Европската унија се класифицирани како професионалци, така што главната пречка е надмината, сега е прашање само на методологија кое решение ќе се изнајде. Дали овие 90 дена ќе станат 120 дена, дали ќе ги водат во посебна графа, дали ќе има специјални работни визи, сега ги бројам возможните решенија. Тоа на крајот на денот е небитно. Битно е дека проблемот се реши со тоа што се сврстени транспортерите како професионалци и тоа е тоа што се бараше. Сега денови слушаме критики зошто се чекаше до сега да се направи нешто со Европската унија, затоа што ова не е некоја новина. Неколку пати се одложуваше овој систем на влез-излез во регистрација на влез-излез во Европската унија. Зошто не реагиравте претходно? Неколку пати досега овие неколку минути разговор честитав на транспортерите и не случајно го правам тоа, затоа што можам да зборувам за себе и за владата во Македонија, за другите влади не знам. Преку година дена ние се обидуваме. Што заеднички писма со други држави, што сами, што преку стопанските комори, што на директни средби. Најмалце 3 пати сме разгледувале прашањево на седница на влада. Министерот за надворешни работи разговарал многу пати. Премиерот на последната средба со Урсула фон дер Лајн го отвори ова прашање. Јас во декември, кога бев во посета на Брисел, на средба со комесарот за транспорт и со директорката за транспорт и мобилност, буквално не само што го отворив, туку и бев така, да речеме, малце погласен во искажувањето на нашите аргументи, но кога се случи протестот на транспортерите, мислам дека сите сватија за што се работи, затоа што ова не беше политичка одлука. Ова беше бирократска одлука, проблемот беше бирократски, и мислам дека само ова беше начин да сватат дека ќе се случи огромен проблем, кој што проблем можеше да доведе до сериозни несогледливи економски последици и за регионот, и за соседството на регионов, и за Европската унија. Не случајно јас отидов во Хрватска предвадена, не случајно со грчкиот министер разговаравме 3 пати, не случајно вице-премиерот и министер за транспорт и врски од Бугарија реагираше, не случајно вице-премиерот на Хрватска ден после средбата со мене специјална пресконференција одржа за оваа работа, затоа што силно ги афектираше и нив. Но ова повторно потврдува колку е важно да бидеме дел од Европската унија за да спречиме вакви проблеми. Тоа беше една теза која што ја слушнав, со која што не се слагам, ќе ви објаснам зошто. Таргет, нели, кој што сега е нов за членство во Европска унија, друго е дали е тоа вистина, го знаете мојот став, но таргет кој што нели сега се прикажува е 2030 година. За една земја да стане членка на Шенген зоната се потребни уште 5 години на тоа. Значи Бугарија и Руманија дури сега стане членки на Шенген зоната, што значи дека во најдобар случај 9,5 години од денес ние би биле во Шенген зоната. Доколку не се сменеа работите и правилата, 9,5 години не знам јас како ќе преживееше и транспортниот сектор и економијата со постојниве правила и затоа се бараат решенија сега. Бидејќи рековте уште предходно дека имате добри односи со представници на меѓународната заедница, морам да ве прашам за оние информации кои што излегува во јавност дека се циркулира нон-пейпер од страна на направен од 6 најсилни економии од земјите членки на Европската унија, дека се подготвува план за развој на Европа во 2 брзини, односно новите земји членки да немаат полноправно, оние кои што ќе бидат примени како нови земји членки на Европската унија, да немаат
полноправно членство. Имате ли информации за вакво нешто и каков е вашиот став по однос на таквата можност? За мене ова ништо не е ново. Јас првпат сум зборувал за овие работи во 2018 година. А мислам дека не е ново и за јавноста, со тоа што за жал дел од јавноста е манипулирана. Претседателот Макрон на Франција излезе пред неколку години со план за Европа во 3 брзини. Канцеларот Мерц во својата предизборна кампања зборуваше за Европа со 2 до 4 брзини. И ова што го гледаме сега е материализација на нивните политики. На барање на Макрон се формираше Европската политичка заедница, која што ги опфаќа сите земји од европскиот континент, но која што јасно не значи дека е замена за Европската унија, затоа што тоа е една лабава форма на дискусија, како што велат тие. Ова што денеска се направи со 6 големи земји членки на Европската унија е само разработка на тој модел и затоа треба честно да им се кажуваат работите на граѓаните, да не се продаваат бајки и басни, туку да честно се кажува каде сме, зошто сме и како сме. Јас 2018 година сеќам дека многу добро реков дека дури и да се реши проблемот со името, тогаш се уште не беше решен, Македонија нема да добие датум за почеток на преговори. За жал бев во право, затоа што сакам државава да напредува, но еве во 26 година ние се уште немаме датум за почеток на преговори, што само покажува дека најголемите земји членки на Европската унија самите не се начисто како треба целата оваа работа да оди и затоа не ми се допаѓаат одредени дискусии кои што сега се водат за некакви фронтранери, за некакви датуми 27, 29, 30. Ќе ми е жал кога ќе ги гледам разочарани не политичарите во тие држави кои што сега лажно ветуваат на сопствениот народ, туку народот кој што им поверувал и кој што ќе биде разочаран кога тоа ќе се случи. Нас како нација неколку пати не се случија вакви разочарувања и веќе сме отрпнати, но не сакам во нашето соседство, сепак живееме на исти простор, да има вакви разочарувања какви што очекувам дека ќе има во следниот период, а инаку единственото за што сонува и Македонија и регионот е полноправно членство и ништо различно од тоа. Вие ако зборувате за некој вид асоцијативно членство, придружно членство, ние и сега тоа го имаме. Ние имаме безвизен режим, ние имаме слободна трговија, ние немаме царини со Европската унија, така што нема голема разлика помеѓу тој некој статус и ова што ние сега го имаме во Брисел редовно. Одиме, комуницираме, се гледаме, учествуваме на состаноци, така што тоа е нешто што Македонија и регионов го имаат и сега. Морам да го искористам вашето присуство да ве прашам за одредени инфраструктурни проекти, која превземавте позицијата вице-премиер и министер за транспорт. Се сеќам дека првиот проект кој што го најавивте е финализацијата на експресниот пат Страцин-Крива Паланка. Тој беше завршен, пуштен во употреба минатата година во јануари, но имаше реакции тогаш кога зборувавте која делница ќе биде готова, нема да биде готова. Неколку пати споменувавте дека од Куманово до Крива Паланка ќе се вози по експресен пат, меѓутоа неколку пати сум разговарал со представници на локалните власти од овој регион и велат веќе има подготвен проект за изградба на автопат од Куманово до Страцин. Го имате тој проект, ако се дадени пари, зошто не се реализира овој? Не се дадени пари, сега се враќаме на ова со Европската унија. Ајде. Европската унија создаде план за раст. Во планот за раст има обврски и има за Македонија и обврски за Европската унија. Обврските Македонија релативно добро ги завршува, а најдобро од сите земји од регионот, тоа го потврдуваат од Европската унија. Обврските на Европската унија некако малце ги поместија. Имено, автопатот или експресниот пат Романовце-Страцин е дел од планот за раст кој што треба да го финансира Европската унија. Но до денес, за жал, се уште активности нема. Ние, за да не сме, непристојни, да не сме неодговорни, ќе почекаме уште некое време, но не можеме вечно да чекаме затоа што граѓаните не смеат да чекаат. Тоа е прво. Второ, стратешки е битно ние автопатски или со експресен пат да се поврзиме целосно со Бугарија. Има ли проект за автопат на таа делница? Не само што има проект, експроприација е завршена. Комплетно сме спремни од наша страна. Се чекаат средства од Европската унија? Да. Колку време ќе чекате? Ова е сериозен проект кој што многу побрзо би не поврзал со Бугарија. Затоа кажав, уште некое време ќе почекаме. Кога велам некое време, не мислам на десетици години, мислам на некој месец, максимум година. Ако тргне проектот на тој начин
Одлично, ако не, ќе бараме други извори на финансирање. Иначе, чисто да е јасно за граѓаните, планот за раст во најмал дел е грант. Зборуваме за кредити. Значи, овие проекти главно се финансираат од кредити. Сега, ако кредитот е преку планот за раст, одлично, ако не, ќе бараме други кредити, кредит. Во ред, добра информација за граѓаните од овој дел на државата. Ви благодарам многу за гостувањето во тема на Благодарам, беше задоволство кој секогаш. Јавниот долг падна под 60% од БДП. Министерката Кочовска вели дека ова е доказ за стабилизација на јавните финансии и спроведување на фискалната консолидација. Јавниот долг падна под 60% од бруто домашниот производ. Министерката за финансии објави дека заклучно со 31 декември вкупните долгови се пониски од предвидувањата дека ќе изнесува 62%. Бројките според министерката Кочовска се силен показател за стабилизација на јавните финансии и спроведување на фискалната консолидација. Државата, јавните предпријатија и акционерски друштва вкупно должат нешто над 10 милиарди евра. Помалиот процент на она што во однос на она што беше очекувано, секако се должи на внимателното трошење пред се на расходната страна во рамки на централниот буџет, но во исто време, како што напоменав, јавниот долг во себе го вклучува долгот и на јавните предпријатија и на акционерските друштва. При тој нивното внимателно трошење на овие кредити, да кажам, секако и она што го прави секторот за буџети во рамки на Министерството за финансии, кое што внимателно ги следи состојбите нели со финансиските извештаи на овие друштва, но и секторот за меѓународни финансии, кој што е одговорен и преку кој што оди повлекувањето на овие средства. Согласно проекциите на буџетот, за ова година јавниот долг се очекува да изнесува 62% од БДП, односно 11 милиарди евра, но предвидувањата на министерката Кочовска се дека нема да надмине 60%, пред се поради подобрата наплата на даночни приходи со воведувањето на електронска фактура. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Нон-пейперот за проширување на Европската Унија се очекува да се обелодени во февруари. Какви промени нуди и како ги решава постоечките пречки во евроинтегративниот процес? Во вечерните вести на Сител. Парламентарното собрание на Советот на Европа ја затвори постмониторинг фазата со Македонија. Според премиерот, ова е историски момент и потврда за демократскиот развој на државата. По 25 години диалог Парламентарното собрание на Советот на Европа ја затвори постмониторинг фазата со Македонија. Со резолуцијата која беше едногласно изгласана се признава напредок во демократијата, владењето на правото, заштитата на човековите права и исполнување на врските преземени во 2000 година. Премиерот Мицкоски оценува дека ова е историски момент за земјата, но и демант за сите обвинувања на опозицијата. Ова е историски момент, би рекол, рамо до рамо со денот кога се прогласи независност. Односно, Македонија веќе не е опфатена со постмониторинг од страна на Советот на Европа. За разлика од нас, сите овие фронтранери во регионот, нели имаме фронтранери во европскиве интеграции, или се во мониторинг, или се во постмониторинг. Пред само 3-4 месеци земја членка на ЕУ, како Бугарија, излезе од овој постмониторинг, сега и ние излегуваме. Тоа е само признание за нивото на демократија во државата. Според известувачите, напредокот е евидентен, но забележуваат дека на состојбата во правосудството и борбата со корупцијата мора да се работи. Regards the functioning of democratic institution, we conclude that political freedom, including the rights of freedom as association, assembly and expression and media pluralism are generally respected. Nevertheless, corruption remains widespread throughout the public sector, suggesting that the measures taken so far have not been effective. За македонската делегација која сочинуваат претениците Василевска, Костадиновска, Столчевска и Чоку, завршувањето на постмониторинг периодот за Македонија е потврда за напредокот. For 3 decades, our membership in the Council of Europe has been a guiding framework for transformation. This draft resolution before us recognizes not only where we stand today, but also the seriousness with which we have approached our obligations.
We see the decision to close the post-monitoring dialogue as a recognition of a long and often demanding reform process carried out with perseverance and responsibility. This report is a picture of every single decision, every setback, every progress that show that people in North Macedonia want progress. They want democracy and they know what democracy means, how they reacted when freedom was negated and how they still react when politicians do not fulfill their needs. And that they will not stop demanding their rights. По затворањето и на оваа фаза, случувањата сега ќе се следат преку механизам за редовен периодичен преглед. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија. Утре во Скопје со почеток во 12 часот стартува марш за чист воздух. Организатори се иницијативата Стоп за уси. Додека граѓаните се подготвуваат за протест, новиот министер најавува дека во неговиот мандат ќе работи да го тргне Скопје од листата на најзагадени градови. Нов протест за чист воздух. Од иницијативата Стоп за уси утре напладне повторно излегуваат на улица да го искажат својот револт за дислокација на цементарницата. Овој пат бараат помош и од институциите. Го повикаа Министерството за животна средина да интервенира во период кога цементарницата треба да отпочне дозвола за продолжување на еколошката дозвола. Институциите молчат пред барањата на граѓаните со чии гласови тие се дојдени на власт. Затоа сме приморани да излеземе на утрешниот протест, односно пред собранието, пред владата на Република Македонија, кој ќе продолжи кон собранието до Министерството за животна средина и просторно планирање како три институции кои што се одговорни за законите и правилата во земјава. Од компанијата возвраќаат дека повеќе од еден месец се цел како што велат на неосновани напади. Бројките недвосмислено покажуваат дека и кога Титан Усие не работи, амбиенталниот воздух е со истиот квалитет, што е јасна потврда за тоа дека компанијата не е причина за состојбите со квалитетот на воздухот во Скопје. Загадувањето во Скопје беше високо и во изминатиот период, кога Титан Усие воопшто не работеше, стои во реакцијата на фабриката. Хоџа кој во министерската фотелја седна пред околу еден месец на денешниот брифинг со новинарите кажа дека приоритет во мандатот ќе му биде Скопје да го тргне од листата на најзагадени градови, но без да прецизира кога тоа би се случило. Во насока на подобрување на квалитетот на воздухот, од септември 2027 година стапува на сила веќе усвоениот закон за контрола на емисиите, кој ќе воведе построги стандарди за индустријата, јакнење на надзорните капацитети за контрола на Министерството, кажа Хоџа пред новинарите. Законот за контрола на емисиите беше усвоен лани во септември, ама Европската унија ни даде период на адаптација од 2 години. Дозволата на Титан Усие истекува во 2027 година, но годинава во март мора да ја почнат постапката за барање на нова, а интегрирана, за да може цементарницата да продолжи со работа. Бесата теши од секторот за индустријско загадување во ресорното министерство. Пред новинарите кажа дека сите барања за дозволи кои доаѓаат и во периодот на адаптација на законот за контрола на емисиите, вклучувајќи и онаа на Усие, ќе подлежат на поригорозните правила кои ги носи овие закон. А интегрирана дозвола на фирма може да се одземе по 3 кривични прекршоци, но со нивна докажана вина на суд. Усие е едно од 40 фирми со интегрирана дозвола во Скопје или пак дел од вкупно 120 во државата, согласно регистарот што го води Управата за животна средина. Габриела Лескова, Сител телевизија. Пациентите повторно алармираат. Кратењето на буџетот за ретки болести може да го загрози нивниот живот. 240 од пациентите со ретки болести се деца до 14 годишна возраст. Кратењето на буџетот за програмата за ретки болести може директно да го загрози животот на пациентите. Во време кога бројот на диагностицирани расте, секое кратење на средствата создава страв кај семејствата, дали некој ќе остане без континуираната терапија, која за пациентите е прашање на преживување. Нашата порака до властите е јасна. Буџетот мора да ги следи потребите на пациентите, бидејќи болеста не чека ни бирократија, ниту избори, ниту ребаланси. 240 од пациентите со ретки болести се деца до 14 годишна возраст, секој за себе приказна и тивка борба. Председателот на Националната комисија на ретки болести Злате Стојановски уверува дека и покрај намалените средства ниту еден од пациентите нема да остане без терапија. Имавме интензивни исследувања, интензивни разговори. Министерот за здравство ги има ретките болести во своите топ приоритети и заедно со останатите власти сигурно ќе направат модел со кој што овој буџет ќе се промени.
Бројот на лица со ретки болести не е намален, а постојат и нови пациенти кои со години чекаат пристап до терапија. По теркот на развиените земји треба да се изнајдат начини како да се забрза процедурата за добивање лекови кои се многу скапи. Постојат ситуации каде што е хиперургентна терапија. Конкретно као нефролог, хеморизно-уремски синдром, јас немам ампула еколизумаб на тоа дете да му дам. Тоа е сраволизумаб, не е битно. Немам ако дојде. Не можам да земам од она што редовно прима. Како тоа да се реши, да се види како решила Европа. Неофицијалниот регистар на Сдруженијето ретко е да си редок број 408 ретки диагнози. Инаку денеска стартува 8-та сезона на националната кампања. Ги запознаваме ретките болести, која подигнува јавната свест и гласно говори за предизвиците со кои се соочуваат овие лица. Нина Ритоновска, Сител телевизија.